и ја промовираме едицијата. Како единствен припадник на женскиот пол ми е од статија честа да јас ви се обратам прва и морам да ви кажам дека задоволството е огромно, возбудата исто така. Би се осврнала на моментот на работата, односно процесот на кој што изминатиот период повеќе од година и пол бевме сконцентрирани, фокусирани да го направиме. Тоа е да ги разгледаме сите овие досија, да ги прочитаме и потоа да направиме една мала селекција, ова се само 2% од целиот материјал на оваа тема што се чува во Државниот архив, и овие 2% во суштина се 9 тома, 16 книги, 13.500 страни и 202 досија, еден извештај, досие на партија, тоа е темел, и избор на документи. Знаете како, не беше воопшто лесно да се направи селекцијата. Истовремено една многу благородна работа и неблагодарна работа. Благородна затоа што конечно на површина излегува сведоштво за едно време, или како што го насловивме мотото на промоцијата на оваа едиција, историја што чека да биде откриена. А во исто време неблагодарно бидејќи од сите тие материјали да се издвојат дел што сега ќе ги објавиме. Приказните беа потресувачки, веруете. Што се им се случувало на луѓето, начините на кои што биле следени, како биле заведувани, многу лични, многу интимни моменти, а наша задача беше да ги отстраниме. Затоа ќе ве охрабрам сите и ќе ве поканам сите оние што сте потомци, што имате некакво сведоштво, да се обратите до Државниот архив на Република Македонија, ние ви стоиме на располагање за тие сведоштва да ги забележиме. Имено моето семејство е такво семејство, мојата баба и мојот дедо биле затворени и осудени и познато ми е како е да се живее во такви услови. Познато ми е како психолошкиот страв влие на сите нас, и на потесното и на поширокото семејство. Да не дозволиме да бидат заборавени овие работи. Охрабрете се, ние сме тука, ви стоиме на располагање, било кога ќе ни сконтактирате за да ги забележиме и да оставиме нешто за нашите идни поколенија, со тоа што заедно со овие документи ви ја комплетирале целата приказна. Јас не би должела повеќе, ви благодарам, а сега го поканувам колегата Игор Сотиров тој да ви се обрати. Благодарам, да. Јас ќе поразговарам малку за системот што го имала УДБА во тоа време. Од 1945 година па се до 2000 година УДБА работела во рамките на Република Македонија. Сега ќе ви дам еден мал пример за да видите што се случувало во тоа време. На посета на Јосип Броз Тито во Република Македонија било најавувано луѓето кои биле контролирани и следени од самата УДБА, кои имале различно размислување од самиот систем во тоа време, без никаква најава или судски процес, биле повикувани на разговор, со тоа што биле веднаш затварани 2 дена пред неговото пристигнување и 3 дена после неговото идење од Република Македонија. Со тоа биле прекршувани човечките права на сите луѓе што живееле во Република Македонија. Со тоа се покажувало дека самата тајна служба не одговарала пред никаков друг орган во самата држава. Со тоа се имало преголемо значење, можам да кажам, бидејќи била држава во самата држава. Сега генерациите што УДБА ги водела во нивниот систем, во самите томови може да ги видите кога ќе ги прочитате. Тоа се генерации каде што ако таткото бил следен и контролиран од самата служба, тоа индиректно подлегувало и на неговиот син или ќерка. Така да службата не оставала простор
или начин некој од самото општество да може да ги покаже неговите идеолошки размислувања, да допре и до некој друг човек во самата држава. Толку од мене, сега ќе го покажам. Црните страници на УДБА или историја која чека да биде откриена, може да се нарече и паралелна историја, бидејќи ова е еден паралелен свет кој се одвивал во југословенското општество. Оваа едиција се вклучени двете линии во Југославија. Од едната страна имаме линијата која обработувала и едната линија која била обработувана. Веднаш по крајот на Втората светска војна, оние македонски сили кои не се согласувале со моменталното решавање на македонското прашање, поточно парцијалното решавање на македонското прашање во рамките на Југословенската федерација, истите се залагале за обединување на Македонија во сите нејзини три дела, веднаш биле по промената на власта во Македонија, симнувањето на Методи Андонов Ченто од позицијата председател на президиумот на АСНОМ и доаѓањето на власт на Лазар Колишевски, веднаш настапило присмотра на сите сили кои биле претходно нарекувани така наречени чентовисти или застанале на страната на Ченто, таа е така наречена промакедонска струја во Македонија наспроти пројугословенската струја. Веднаш по ликвидацијата, по затварањето на Ченто, се пристапило кон ликвидирање и исследување на сите ВМРО-вски елементи на територија на Македонија. По војната се појавуваат многубројни ВМРО-вски групи кои го носат во нив презнакот ВМРО и кои се залагале за идеалите на елинденското ВМРО и за обединување на Македонија, и тие биле предмет на обработка на тајната полиција на Југославија или УДБА. Овие луѓе, по нивното апсење, нивното деградирање од општеството, дел од нив успеале да заминат во емиграција. Откако заминале во емиграција, истите луѓе кои ги сочинувале ВМРО-вските групи во Македонија, таму веднаш пристапиле кон создавање на нови емигрантски друштва кои ќе се занимаваат околу македонското прашање и обединувањето на Македонија. УДБА, верувајте дека не ги оставиле да живеат раат, така да се изразам, дури ни во Канада, ни во САД, ни во западноевропските земји и на секаде низ светот. Истите луѓе биле следени од агентите на УДБА и во емиграцијата. Тука имаме посебни издвоени досија за луѓе кои биле водени во емиграцијата, помеѓу кои се Благој Шамбевски, и целата линија која гледате подоцна, значи веќе кон крајот на постоењето на федерацијата, истите луѓе кон крајот на 80-тите години започнуваат да се враќаат на територија на Македонија. Веќе 90-та година кога стапува плурализмот во Македонија, тие се враќаат во Македонија и всушност го враќаат на истата територија македонското прашање кое преку нив било изнесено во емиграцијата. Истите тие луѓе кои создавале ВМРО-вски групи по Втората светска војна, во 90-та година учествуваат во формирањето на една од политичките партии во Република Македонија, тоа е политичката партија ВМРО-ДПМН, во која се вклопиле сите овие про-ВМРО-вски или елементи или таа промакедонска струја од Македонија. Значи, пред вас е представено црните петна на УДБА и страдањата на нашите предци, на нашите патриоти. Ви благодарам. Добар ден на сите. И искрено да ви кажам, се радувам што промоцијава денешна на оваа фасцинантна едиција, насловена како Црните страници на УДБА, и се одржува речиси истовремено со проекција на филмот Златната педорка на господинот режисер Горан Тренчевски. И може би од овдека од овие, токму од овие страници ќе добие нова идеја за уште едно остварување филмско, кое верувам ќе биде со иста тежина како и ова што денеска го имаме како продукт насловен како Златната педорка. Кога станува збор за Струмица, ќе ми дозволите малку да споменам еден детал, само од едно досие, што верувам дека ќе го предизвика вниманието на господинот Тренчевски. Некаде во 70-тите години на минатиот век,
во Струмица работи фоторепортер, кој веднаш по ослободувањето, фотограф кој веднаш по ослободувањето на Македонија бил осуден на долгогодишна затворска казна заради учество во ВМРО организација. И сега ќе цитирам негови зборови. Вели, на секој кревет во Идризово имаше поставено табла за секој осуденик по која линија бил осуден. На мојот кревет стоеше табла дека сум осуден по линија на ВМРО. И така беше се до еден ден кога се разбудив и изутрината видов дека тоа РО е прешкртано. Што значи дека неговата линија на работа, ВМРО, припадноста на групата на ВМРО група, се трансформирала во Ванчо Михайловистичка група. Тоа е една, најблагоречено, перверзна игра на удбашите, се земам слобода да кажам на удбашите, припадници на пограничната тајна полиција, која припадноста на идејата на ВМРО и многобројните формирани групи ги трансформираат во Ванчо Михайловистички групи, што произлегува од Мартовскиот пленум на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, одржан во 1945 година без присуство на ниту еден представник македонец. Место македонец своето место го заземал Светозар Вукмановиќ Темпо. И на тој пленум, меѓу другото, Тито ќе даде забелешка дека македонците малку војнички дале за време на Втората светска војна и дека се уште не го изживеале Ванчо Михайловизмот. И токму, ако се гледа од историски аспект, учеството на македонските единици на Сремскиот фронт ќе дадат известна компензација за тоа што за време на војната, според оценката на Тито, македонските партизани не биле доволно активни или не дале доволно жртви на овие простори, додека неизживеаниот Ванчо Михайловизам ќе остане линија на работа на поранешната тајна полиција, верували или не, дури до 2000 година. Овој пример на вашиот сограѓанин го споменувам за да го илустрирам ова, а ќе споменам уште тројца мои колеги кои истовремено се споменуваат во тоа досие. Зошто ќе ги споменам? Ќе ги споменам војводата мојот колега Ѓорги Стојмаински, колегата Кирил Донев и Балкански, дописник на Вечер, затоа што јас долги години, речиси 20 години работев во редакцијата на Вечер. И сите тие три лика, мои драги колеги, од кои 20 веќе не се меѓу нас, починати се, биле следени од тајната полиција за подметнати три примероци од картата на голема Македонија. Значи, УДБА им подметнува карта, подготвена од професорот Томислав Симовски, за да можат да создаваат и натаму внатрешни непријатели на државата. И кога велам дека господинот Тренчовски ќе најде инспирација во овие страници, мислам токму на ова досие, со какви методи, средства и начини се користила поранешната тајна полиција. Кога станува збор за оваа едиција, јас ќе кажам дека можеби сето ова требаше да биде објавено во почетокот на 90-тите. Ако
тогаш беа објавени овие црни страници на УДБА, веројатно немаше да ни се случува тоа што ни се случувало после 91. Односно, тајната полиција во слободна, независна Македонија да се користи со истите методи и средства и начин на работа како и до 91 година. И по периодот од 91 до 2000 година да бидат отворени уште 4000 нови досиеа, во кои во најголем број како жртви се јавуваат партиски или политички неистомисленици. Сега можам само да предпоставам дека земањето на презнакот ВМРО за партијата ВМРО ДПМНЕ во известна смисла значеше само да кажам освежување, обновување на идејата на ВМРО која слободно може да се каже била во генот на секој македонец. И токму тоа била пречката ВМРО ДПМНЕ да се прикаже како непријателска, терористичка, ванчомихеловистичка или каква ти не непријателска партија на оваа плурална, демократска и слободна Македонија. На крајот на краиштата, ако се погледнат линиите на работа на тајната полиција после 91 наваму, ќе се види целата, ќе употребам збор може би претежок, меѓутоа мизерија на едни болни умови кои продолжуваат со политиката до 90-та година за создавање внатрешни непријатели на државата. Зашто не е само ванчомихеловизмот линија на работа. На 60-70 годишни луѓе кои политички и партиски биле неистомисленици со гарнитурата на власт во 90-тите години, биле обвинувани, следени, малтретирани и како поединци, и како семејства за тероризам. Еден здраворазумен од овдека присутните да ми објасни дали човек на 60-70 години може да си приушти задоволство да се занимава или да се подготвува терористички акти во својата собствена држава. Не. Не, тоа е само еден обична флоскула, изговор за да се уништи личноста, за да се уништи неговото семејство. Натаму, македонски национализам, македонски екстремизам и врховизам. Па тие линии на работа сами по себе представуваат негација. Македонски екстремизам, што значи крајна македонска определба, може ли да оди заедно со врховизмот како чиста негација на македонството? Апсолутно не. И токму затоа овие страници, црни страници на УДБА, седеа затворени и имаше само период од една година кога беа отворени, меѓутоа со многу задршки законски, за да не излезат на виделина не само црните историски петна, туку и глупостите што ги правила самата тајна полиција. Зошто велам глупости? Затоа што на самите документи има личности кои работеле во тајната полиција и прешкартувале ВМРО, нема работа на линија на работа ВМРО, нема работа на линија на работа врховизам. Самите не знаеле по која линија да ги водат луѓето од 90-та година навам. А најголема потврда за тоа е што во добар дел од тие досија од
водени од 90-та до 2000-2001 година, ги нема насловните страници на кои се забележува по која линија е водено досието за работа за одредена личност. Или дали тоа лице било соработник или не на тајната полиција. Обично за вакви приводи се подготвуваат концепти за говор, меѓутоа, јас излегувам пред вас чисто без никаков концепт и за ова може да се говори не 5 минути, 10 минути, 15 минути, туку со часови, денови, месеци. Верувам дека ако овие документи беа објавени 1991 година, реков, немаше да ни се случат тоа што се случувало после 1991 натаму, а најмалку пак ќе ни се случуваше тоа што сега ни се случува. Нешто насловено како акција Пуч. И дали и понатаму треба да бидеме робови на овие црни страници или пак со нивното обелоденување, читање, изучување, истражување, конечно ќе застанеме чисти, сами пред себе, подготвени да се соочиме со тоа што значи минато, поблиско, подалечно и конечно да тргнеме напред кон целосна демократизација на општеството. Ви благодарам. Присутни се и господата Иван Соколов и Ванчо Карамфилов. Јас би ги поканила да ни се обратате тие. Добар ден на сите. Ево вака, јас како еден од учесниците во оваа книга, благодарение на некои структури, најпрво да им благодарам на Архивот на Република Македонија и директорот Филип Петровски, кој искажа огромна храброст да ги извлечат овие страници од подрумите на архивот и ги преточат во едно прекрасно дело, кое што сигурно дека ќе од тука па натаму ќе биде еден учебник за наидните генерации, како треба едни генерации да работат, како да не работат практично. Сето она кое што е содржано во овие книги е практично како не треба една генерација македонци да не прават во своето постоење. Првен, кога зборуваме за ова досие, овие досија, практично и ова книга претпоставувам дека ќе отвори многу прашања. Прво ќе го отвори прашањето која е целта на водење на еден огромен број на досија на македонци од македонци и како таква, од кога ќе се дефинира целта, тогаш, тргнувајќи и тргајќи по целта, ќе можеме да ја најдеме само ако ја согледаме фактичката состојба во која се наоѓаме како македонска нација. Значи, ние како македонци во изминатиот период, целовремено власта, или ако сакате, беше спомнато некаде од некого за некој си и некаков октопод кој ги креира, генерира и контролира работите во Република Македонија, сега станува се поизвестно дека тој октопод, односно главата на октоподот, бил во тогашната удба, која што се преточувала од тогаш па до ден, да не речем до ден денес, еве до, да си земам за право да кажам, до периодот од 2000 година, кога барем моето досие е дерегистрирано. Значи, од тука, ако се гледат работите така, тогаш овој учебник ќе отвори многу клучни прашања кои се многу важни за идното постоење на нас како македонци и македонска држава. Значи, ќе се постави прашањето
Кои се тие луѓе кои што ги правеле тие дела? Кои се тие луѓе и колкав човечки потенцијал бил ангажиран во изминатиот период за да се направат тој огромен број на досија? Колку сето тоа ја коштало македонската држава и македонскиот човек? И кога сите ќе се даде одговор на сите прашања, тогаш ќе заклучиме дека тоа што ни се случува не е резултат на, како што сака некој да каже, на изродената македонска нација, туку е резултат на една туѓа политика која била вгнездена во структурите на државата и која што до пред неколку години силно ја разградувала македонската национална и бунтовна мисла. Значи, се било смислено однапред. Се било смислено, јас се навраќам како човек, понекогаш читајќи го досието, се навраќам на некои моменти и каде што ми станува јасно зошто сум побарал на работа да ја завршам и кога веќе била завршена, преку ноќ ме враќале на почеток, пак не е завршена. Како можело во целиот тој период, додека сум бил во ВМРО ДПМН, да ми пласираат информации дека, не знам, да не спомнувам имиња, Трајко или Петко бил удбаш, а нани ми кажувал дека јас сум бил удбаш, а денес кога гледам моето досие кристално чисто, каде сум бил непријателски елемент на Република Македонија. Ако еден човек животот го посвети, барем еден огромен дел од животот го посвети, работејќи во политичка партија во која што верува, очигледно дека тоа било за некој злостор. Сега, ако се навратиме наназад, на почетокот, она што го спомнав, и го поставиме прашањето на кои биле целите за водење на такви досија, односно, први самите досија како такви, дали биле во согласно со законот или се спротивставени на законот. Ако од денешен аспект погледнеме дека се што е правено е спротивно на законот, тоа подразбира дека тоа е политички криминал. Ако не е со законот, значи е против законот. Ако е против законот, тоа значи криминал. Значи, цела една криминологена екипа, континуирано од 46-та година, почнувајќи од Цветко Зумовски Абас, до Доста Димовски. Значи, апсолутно сите биле поврзани и подземно работеле како од октопод, кои ни своите пипки делегирале со огромни институции, делегирале и монтирале настани, давале нивно видување и нивно толкување и на тој начин мнозина од луѓето ќе се зачудите како некој човек како што живее така пропаѓа и на крај ќе видите сите тие луѓе кои што се во овие досија, ќе видите, погледнете ги како луѓе што направиле од животот. Практично било невозможно ништо да направите. Значи било невозможно затоа што секаде каде што треба да се обратите, секаде биле врати затворени. Затоа еве уште еднаш ќе благодарам на архивот и на луѓето кои што се во него, кои што покренала иницијатива. Сметам дека ова е една многу благородна иницијатива која што ќе верувам дека ќе стави крај на тие злосторства и дека низ неа ќе се обидеме да побараме и други лекови како ќе ги обзнаниме пред македонската јавност дека сето тоа што се случува на Македонија не е случајно, дека однатре била подгризана целата состојба. Само едно ќе ви кажам. Ако овој потенцијал, ако овој арсенал, ако овие финансиски средства употребени за креирање на тие јадници досија, биле употребени во заштита на македонското национално битие, верувам дека немаше ни 2001 да ни се случи, или ако ни се случеше, немаше да биде во таков обем, и ако беше во таков обем, немаше да биде со таков резултат. Па од тука, уште еднаш, лично го изразувам моето незадоволство, мојот, да не речам потежок збор, не останам на тоа незадоволство, дека јас како човек, сметајќи дека целиот свој живот го полагам на делото, читајќи низ овие документи, некој од другата страна ме гледал како злосторник. Ви благодарам на сите. Добар ден на сите, браќа и сестри. После ова сето не знам што може да се додаде на се она што беше кажано.
Јас сум Ванчо Карамфилов од Кошани, поранешен председател на Општински комитет на ВМРО ДПМН и еден од ветераните. Значи, веројатно судбината на македонскиот народ била досега така било во историјата од татко на син, од дедо на внук, да се повторува таа тешка судбина. Кај мене така случај, дедо ми е суден за Македонија, лежал во затвор долги години. Фамилијата од мојата мајка исто, целата машка страна е затворена, па веројатно и дедото кој чие име го носам, морало така да биде по некој редослед. Не знам што може да се додаде на сето ова што го кажаа пред мене моите почитувани соборци. Јас само можам да кажам два збора, на кратко и да не должам повеќе од сите да сваќате суштината на сето ова. Значи, мислам дека ова дело е прекретница во перцепцијата на македонскиот народ и на јавноста према сето она што беше до сега, према сите оние кои дадоа некој допринос на идејата на ВМРО. Предпоставувам и се надевам дека после сето ова никогаш повеќе работите нема да бидат исти и се надевам, искрено се надевам, дека работите нема да застанат нова, него ќе се оди чекор понатаму во правец на некој начин да се добие уште поголема сатисфакција, бар во делот на оние кои допринесоа од своји лични причини да дојде до сето ова. Во делот на сето ова, значи, можам само уште една работа да ви кажам и нема повеќе да должам. Предпоставувам дека македонската вистина, тоа е мојата омилена изрека, македонската вистина е запишана со крв, солзи и непокор. Затоа таа е вечна. Да се живи здраво. Предходно, а сега за крај, човекот од кого што потекна оваа идеја, човекот кој што го направи тимот, работеше и се уште работи неуморно со нас, не храбри постојано, не мотивирани е главната звезда водилка во Државниот архив на Република Македонија, директорот доктор Филип Петровски. Благодарам, Дора. Благодарам на сите колеги претходно што зборува, а ви благодарам на сите вас што дојдовте денеска и одвоивте малку време да дебатираме и да слушнете за ова многу значајна едиција која што ја објави Државниот архив. Во неколку минути ќе ги објаснам насловите. Дора ги спомна дека се 9 тома, 16 книги, 13.500 страници, 202 досиеа во тие 9 тома и еден многу значаен извештај од 1965 година. Велам многу значаен извештај затоа што после пресметката на Тито Соранковиќ се извршила пресметка со тајните служби, односно во тајните служби и на Македонија. Они сакајќи да утврдат како стојат работите во македонската тајна полиција, тогашниот извршен совет, што е еквивалент на денешната влада на Република Македонија, оформиле една државна комисија составена од министри, пратеници, видни личности, која што комисија требало да утврди што всушност работи тогашната тајна служба. И таа комисија подоцна изработила извештај кој што е вграден во првиот том. Ние го објавивме интегрално затоа што мислевме дека е многу сериозен извор за научни истражувања. Она што е најбитно е дека таа комисија утврдила големи злоупотреби од страна на тајната полиција, утврдила дека таа делува надвор од овластувањата, дека почнала да станува држава во држава, дека во големите предпријатија во Република Македонија поставува своји оперативци за директори, што значи дека влегува во системот комплетно на работењето и на живењето на секој македонец. И што е најбитно, таа комисија тогаш утврдила дека постоеле 137.000 досиеа, што е безмалку 10% од целокупното тогашно население. Овој извештај го издвоивме за да покажеме големината на злосторот, за да покажеме дека самите на себе си утврдиле колку е голема девијацијата која што тогаш започнала и за жал тогаш не завршила.
Она што сите ние се надевавме е дека со заменувањето на Југославија во историја и осамостојувањето на Македонија во самостојна и демократска држава, со носењето на свој устав, овие работи би застанале. Меѓутоа, досијата кои што ги гледате пред вас, страниците кои што ги чува Државниот архив, го покажуваат токму спротивното. Осмиот том е всушност следењето, обработката и обидите за растурање на ВМРО-ДПМН во политичка партија и не случајно е така насловен. Оти постојат документи, она што е содржано во целиот том, покажува дека таа партија била масовно следена, обработувана, а инфилтрацијата внатре е правена за да се растури или контролира што е повеќе можно. Но дозволете се вратам на првиот том. Веднаш по 45-та година започнува масовна пресметка со сите што размислувале ВМРО-вски, сите што размислувале македонски, сите што размислувале за посебна, независна и обединета Македонија. Тој процес е толку жесток што или се дистанцирани, или имале сериозни последици по својата животна кариера, или биле затварани, или добар дел и ликвидирани. Овие документи покажуваат дека тој процес не е еднократен. Значи не бил некаде во почетокот на формирањето на таа Југославија да се заврши и евентуално ако биле тоа остатоци од некакво, не знам, Ванчо Михајловистичко, Тодор Александровистичко или било какво ВМРО-вско маргинално размислување, процесот кој што може да се расчисти и заврши во 45-та година. Не успеале да ги уништат ни до 90-та година. Најголем дел од луѓето размислуваат и после 1, 2 или 3 затварања, после 10 години поминати во затвор на ист начин. Па ќе сретнете во досијата дека станува збор за непоправливи елементи, кои што тврдоглаво инсистираат на идејата за независна и обединета Македонија. Седмиот том, кој што можете да видите е најобемен, го има токму тој наслов, борци за независна и обединета Македонија. Не случајно е ставен и тој наслов. И ве уверувам дека ниеден од овие томови нема случаен наслов. Ниеден од овие томови не произлегува како последица на случајност или недоволно посветена концентрација во изборот на она што ќе го прочитате внатре. Ами покажуваат еден континуитет кај македонците цело време, кој што за жал немаме во оваа едиција, но има во други историски извори. Архивот работи на издание од таа област, тоа се илинденските сведоштва, кои што пак покажуваат континуитет од 903 и пред неа, но и поделбите на Македонија во 913 и по поделбите, дека всушност станува збор за континуитет. Тоа го потврди Карамфилов, но го потврдуваат и многу семејни драми, семејни родослови, дека станува збор за 3, 4, а денеска веќе и 5 генерации на луѓе кои што размислуваат на ист начин. Не се сменила идејата за слободна, независна и обединета Македонија. Но што направила УДБА? УДБА направила тоа да не смее да се каже јавно, тоа да биде злостор и тоа да му донесе проблем на секој што размислува така. Носењето на тој проблем мислеле дека ќе ја уништи таа идеја, но таа идеја никогаш не била уништена. Таа идеја по некаква најнормална логика продолжува во 90-та година во ВМРО-ДПМН. Ова што се случува со партијата до 2000-та година најмалку, а јас се сомневам и потоа, и може би до денеска, е нужно и единствено можно делување на УДБА. Она што првенците на денешната номенклатура која што е во опозиција го тврдат дека ВМРО-ДПМН ја го злоупотребува префиксот
и треба да биде или укинат или уништено како префикс, само покажува фрустрацијата на силината, на чистата македонска мисла која што себе се оствари во ВМРО ДПМН. Примери колку сакате. Фамилијата на Ченто е во ВМРО ДПМН. Врапчето, Митко Анастасовски, нашиот пратеник од 90-та година, е суден во 60 и 70 години за ВМРО. Ѓорги Доцев исто така. Практично таа идеолошка структура се обидува да ги спротивстави и одвои историското ВМРО од ВМРО ДПМН. Но тоа е пред јавност. А овие документи покажуваат дека ВМРО и ВМРО ДПМН се нераскинливо поврзани и дека токму поради тоа, по инерција, оваа тајна служба продолжила да го следи ВМРО ДПМН и како политичка партија во систем каде што не било дозволено да биде следењето и не било возможно по закон, но продолжило. Сега, ние завршуваме со документи во 2000-та, но проблемот не е завршен во 2000-та. Во 2001 година ВМРО ДПМН испрати до Постојаната анкетна комисија за заштита на човекови права и слободи при Собранието на Република Македонија еден допис. Материјал кој што е наречен темел, односно материјал за следењето на ВМРО ДПМН. Тоа е од времето кога е министер господинот Чокревски, а директори на дирекцијата или на ДВК скратено се Добри Величковски и, внимавајте, Зоран Верушевски. Па тука ќе се побара во 2001 година од нашата партија да се утврди одговорноста на овие ликови, на овие лица и да се утврди дека ги злоупотребувале своите овластувања при водењето на МВР или при водењето на ДВК. Она што е значајно да се знае од денешна перспектива, што кај мене буди сомнеш дека можеби ние како архив немаме документација, но таа постои како обработка и ден денеска, е што истите ликови, оние што се живи, а посебно господинот Верушевски, се појавуваат и денеска како луѓе кои што работат на истата проблематика против ВМРО ДПМН и со тоа против Македонија. Може би ќе мислите дека е премногу претенциозно, но јас затоа ќе прочитам еден краток опис на Стојан Христов од 30-тите години на минатиот век и верувајте, ако ние не го знаеме, треба да го научиме на памет, затоа што УДБА и нејзините денешни соработници, ако сакате и оперативци, ова добро го знаат и затоа е на мета и ден денеска Македонија преку ВМРО ДПМН. ВМРО е главниот фактор во борбата за македонската независност. Оти додека сите правно-политички активности се спроведуваат надвор од Македонија, ВМРО, како што кажува првиот збор од името, постои на почвата на Македонија. ВМРО беше основана заради единствена и директна цел да ја ослободи Македонија и да ја осамостои во независна држава. Но во текот на минатите 15 години, се зборува за после поделбата до 30-тите, освен оваа одсекуваш присутна цел, таа имаше и понепосредната и неодолива мисија да го спасува самиот поим за постоење на Македонија. Оти таквиот поим забрзано исчезнуваше. Исчезнува затоа што со поделбата на Македонија е направен план таа и да не постои. Добро знаете дека е поделена на 3 држави, има и помали делови, но главните 3 дела се каде што веќе не постои како поем. Оти таквиот поем повторно забрзано исчезнуваше. Македонија стана чиста историска концепција.
нешто кое постоело како држава пред повеќе од 2000 години, како Кападокија или Мизија. Тоа што таа не стана таква, се должи главно на ВМРО-вското одбивање да умре. И јас тука го гледам целиот мотив на УДБА и целото оправдание со толкав апарат да го работи целото македонско население од 45-та до 90-та, но и по 90-та до 2000-та според документите што ги имаме, кога и ВМРО-ДПМН е на власт, а се уште се обработуваат првенците на таа партија. А, како што реков два пати, сега трет пат ќе повторам, се сомневам, бидејќи експонентите, вчера ги видовме во првите редови, се политички активни, со своји поврзаности, кои што сега не се во релација со Белград, туку со чадорот, работат на истите принципи, на истиот начин и против истата цел, а тоа е ВМРО и Македонија. И тоа што Македонија не одумира и денеска главно се должи на отпорот кој што го дава ВМРО. А според овие документи, не само што ќе се спротивставиме на тоа дека ВМРО и ВМРО-ДПМН не се поврзани, ами јас ќе се заложам во иднина, ако продолжат овие притисоци врз ВМРО-ДПМН, ВМРО да го брише суфиксот ДПМН и да остане само ВМРО. За да се знае дека тоа е таа една иста структура која што никогаш нема да ги напушти македонските принципи и идеали за кои што овие луѓе погинале, биле ликвидирани, биле малтретирани, а со оваа едиција ние успеваме само малку да им се одолжиме, а од тука ќе продолжиме понатака и нема да застанеме. Јас ви благодарам.